Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Новата Медика Инфо Плюс е пред нас и уште еднаш ве покануваме да останете во наредниот временски интервал, затоа што токму минутите ги посветуваме на најважниот сегмент од нашето живење, а тоа се разбира е здравјето на човекот. Доколку се грижите и го негувате вашето здравје, на вистина квалитетно искористено време ќе биде наредниот временски интервал преку темата која што за денеска ја подготвивме да ја зборуваме со мојот соговорник. Се разбира, може би женската популација ќе најде на поголем интерес за сето она што денеска ќе го зборуваме, а се однесува на мамографскиот преглед. Одличен соговорник и доволно увертира во прилогот кој што на почеток ќе ни даде вовед во нашиот разговор, односно зборуваме за дел од корисните совети за пациенти и подготовка за мамографски преглед. Останете во продолжение да слушнете дел од овие корисни совети. Мамографија – совети и информации за процедурата. Мамографијата представува испитување на дојките со снимање кое користи рентген зраци. Се користи за откривање и оценка на промени во дојките. Најчесто се користи за откривање на рак кај жени кои немаат симптоми и ова се нарекува скрининг мамографија. Исто така, мамографијата се користи кај жени кои имаат симптоми од дојките, како палпабилна грудка, болка, исцедок од брадавицата или имаат сомнителни промени, која се гледа на скрининг мамографијата и ова се нарекува диагностичка мамографија. Многу пациентки се загрижени поради изложеноста на рентген зраци. Модерните мамографски машини користат ниски дози на зрачење за производство на X зраци, за снимање на дојката и добивање висок квалитетна слика. Денешната мамографска техника не носи зголемен ризик за појава на карцином на дојка кај жени кои правеле редовни годишни мамографски снимања. Дозата на зрачење што се прима при една мамографија е еднаква на таа што телото ја прима во природата во тек на 3 месеци. Совети за пациентите за изведување на мамографскиот преглед. Користете установа која е специјализирана за мамографија и не изведува премногу мамографии на ден. Ако сте задоволни од установата која е со висок квалитет, продолжете таму да одите на редовни контроли, така што вашиот мамограм ќе биде сочуван во компјутерската архива и ќе може да се спореди од година во година. Ако ви се случи да сте во одредена установа за прв пат, понесете ги со себе сите претходни мамографии, резултати од биопсии или претходни третмани и наоди на дојките. На денот на прегледот не употребувајте дезодоранси или антиперспиранти. Некои од овие супстанции може да се појават на снимките како бели точки. Носете соодветна облека, полесна или поудобна за пресоблекување, сукња или пантолони. А ако се уште имате менструален циклус, обидете се прегледот да не го закажете недела пред вашиот период. Се препорачува мамографијата да се прави една недела после менструален циклус, кога дојките не се толку отечени и осетливи, што ќе ја намали непријатноста од снимање и ќе се добие подобра слика. Секогаш на докторот или радиолошкиот технолог опишете му ги симптомите или проблемите во врска со дојките. Бидете подготвени да дадете податоци од вашата медицинска историја, како што се операции, хормонска терапија, карцином на дојка кај вас или во вашата фамилија. Пред да правите било какво снимање, кажете му на радиолошкиот технолог ако доите или ако мислите дека би можело да сте бремени. Што ве очекува при самото мамографско снимање? Ке треба да се соблечете од половина нагоре. Радиолошкиот технолог ќе ве упати и намести во позициите за снимање. Повеќето технолози се жени. Вие и технологот сте единствени во собата во текот на мамографијата. Целата процедура трае околу 20 минути. Вистинската компресија, притисок на дојката трае неколку секунди. Може да почувствувате некоја непријатност или мала болка кога дојките ќе се притиснати. Ако болката е поинтензивна, кажете му на технологот кој ќе се обиде да ја направи компресијата поудобна за вас, а сепак да добие добра слика. Во просек само 2 до 4 скрининг мамографии од секој 1000 покажува диагноза на рак на дојка. Околу 10% од жените кои имаат мамографија ќе треба да направат дополнителни испитувања, но кај повеќето ќе треба да се направи дополнителни мамографски слики во други позиции или целни мамографии на дел на дојката. Не треба да се паничи ако ова се случи кај вас. Само 8 до 10% од тие жени ќе треба да одат на биопсија, а повеќето 80% од тие биопсии ќе бидат со негативен резултат за канцер. Ако сте на возраст над 40 години, ќе треба да се прави мамографија на 1 до 2 години. Затоа може да го испланирате датумот за следното снимање, додека сте таму во објектот или евентуално да си закажете термин.
Ете така, откако го слушнавте прилогот, кој што се однесуваше на процедурата и протоколот на изведување на мамографскиот преглед, рете да го најавам мојот денешен соговорник, доктор Жарко Даскаловски, специјалист по радиодиагностика, и доаѓате докторе од здравствениот дом од Вевчани. Добре ни дојдовте. Добре ви најдов. Но во моментов е актуелно, односно од ноември минатата година, бидејќи мамограф имаме и во здравствениот обопштата болница во Охрид, тука веќе нашите охриѓанки ќе може да ги изведуваат нивните прегледи, така да го комбинирате вашето работно време дел во Вевчан и дел на располагање тука во Охрид. Искористивме дел од вашето време, докторе, да зборуваме за оваа сериозна тема, затоа што впрочем на светско ниво представува втор причинител за смртност. Тоа е сериозноста за ракот на дојка, од мамографските прегледи како дел од онаа стандардна диагностичка процедура и превентива, би рекле. Би започнале класично со промените кои што се однесуваат на дојка, укажуваат на болестите на дојка и би направиле нивна поделба за почеток. Па, пред се уште еднаш добро вечер, поздрав до сите гледачи на ТВМ. Болестите на дојка, како и сите други болести, се делат на добри и на лоши. Значи, исто така кај болестите на дојка имаме бенигни и кои се добри работи и имаме лоши карциноми, како карциноми кои се доста чести кај женската популација. Во тие добрите, значи спаѓаат фиброаденомите, липомите, цистите. Тоа се бенигни промени кај дојката, кои се доста чести, но сепак се од добрите работи. Но имаме доста зголемување на процентот на заболување од лошата работа, односно од карциномот на дојка. И тоа е во последните години доста зголемен е процентот на заболување од оваа болест кај женската популација. Ќе се задржиме повеќе на карциномот на дојка, но за почеток да започнеме со ова бенигно заболување мастеопатијата. Како се манифестира, докторе, да кажеме, кои степени ги развива, со тоа нели се зголемува и ризикот да малигнизира во подоснежниот период, доколку навремено не се интервенира? Да. Па, мастопатичните промени се доста чести, кај жените. Нема скоро жена, од женската популација, која не пати од тие мастопатични промени. Сепак тие мастопатичните промени спаѓаат во добрата форма, односно во тие бенигни работи, со тоа што дека ризикот за да биде да малигнизира сепак е повисок кај жените кои доста често имаат доста пореметување, односно мастопатични промени. Тука имаме едно 3 степени, така се поделени на првиот степен во кој спаѓаат фиброцистичните промени, кои се добрите, потоа имаме втор степен и трет степен, со тоа што дојката како бидејќи овие промени се јавуваат кај млади особи, имаат доста густ жлезден паренхим. Но причината, односно главнината на тоа е хормонално пореметување, односно поврзани се со циклусот, па затоа наместо жлезден паренхим во дојката почнува да екзистира повеќе сврзно ткиво, а некојаш и цистичните промени. Затоа, овие промени спаѓаат во добрите, се тоа, колку е зголемувањето процентот на тие промени на сврзното ткиво и на цистичните промени, така се поделени тие до 3 степени. Макар што, заедно сите спаѓаат во добрите работи. Но процентот, сепак морам да нагласам, кај жени што боледуваат, од овие фиброцистични промени, која би достигнале до 3 степен, сепак е поголем процентот да се заболи од карцином на дојка. Фиброцистичните промени претежно се нелагодни, жените осеќаат грудки, па болна осетливост, тоа се симптоми кои одма веќе асоцираат, и односно будат едно внимание кај жената да појде на преглед, затоа што сепак осеќаат дека нешто се дешава во дојката. На кој начин се поставува диагнозата кога станува збор за мастеопатијата и нели врз основа на диагнозата соодветен третман понатаму? Па најчесто со ултразвук, односно ехо, пошто тоа е претежно да нагласи кај женската млада популација, се користи ехо, ултразвукот, но тука не можеме да исклучиме, спаѓа и мамографијата. Тоа се заедно и ехото и мамографијата до 40-та година. Ехото, ултразвукот, а после 40-та и ехото и мамографијата.
Така. Сега тоа беше бенигно заболување, Да. кога станува збор за малигните, тука е веќе ракот на дојка, кое што најчесто е карактеристично за женската популација, но исклучува ли машката во тој поглед? Жените доста често заболуваат, но не е исклучена и машката популација. Процентот е доста, да речеме, редок, многу ретки се, али се дешава да заболи и да заболат и машките. Јас би можел да кажам во овие 13 години, 3 случаи имаме откриено кај машки. За жал едниот е почина, другите се уште се, мислам, некои се под терапија и мислам на дополнителни, мислам, лекување. Да, интервенции. Да. Кога зборуваме за ракот на дојка, по дефиниција што представува ракот на дојка, нели да кажеме, што е рак на дојка? Па што представува? Представува едно доста сериозно заболување, малигно заболување, кое има доста, да речам сега, може да има подобар третман, подобар исход во лекувањето, но сепак спаѓа меѓу првите по честота и по заболување кај женската популација. Така, иако како и кај останатите типови на рак, видови на рак, значи причините се уште не се познати и точно детерминирани, која е причината за појава на рак на дојка, но сепак постојат одредени категории кои што се, би рекле, поподложни или поизложени, односно носат поголем ризик од оваа болест. Кои се тие целни групи? Поголем ризик, пошто се уште нема точни дефиниции кои се причините, што се, сепак се издвоени прво генетскиот дел, заболувања во фамилија блиска на женската популација, мајка, сестра. Тоа е генетскиот дел прво. Потоа имаме фактори од околината, тоа е начинот на исхраната, и исто така имаме ендокрини. Претежно заболуваат жени кои не раѓале, кои покасно родиле, или жени кои добиле многу рано менструација, тие се влегуваат во ендокрините фактори, односно овие се еден вид како параметар кои би биле по ризична група, но сепак е генетскиот дел малку повисок, мислам имаат повеќе шанси да заболат жените кои имаат генетски во својата фамилија. Брат, сестра, мајка, поголем е процентот на заболување. Така, генетскиот фактор како еден од основните. Да, од основните фактори. Сега, докторе, сигурно и од праксата, најчесто е ракот на дојка да зафати само едната дојка, меѓутоа статистиката покажува дека околу 6% најчесто се случаи каде што се и двете дојки зафатени. Сега, кој дел од дојката при тој случај е најчесто зафатен од таа промена? Најчесто се латералните квадранти. Добро, кажавте да зафаќа една дојка, али до сега во праксата сме имале каде што има билатерално, каде што биле двете дојки зафатени, тие се поретки случаи, но сепак ги има. Како што ви кажав, почесто латералните квадранти мислам се зафаќаат, таму се лоцирани тие лоши работи. Иако, генерално при рак на дојка се случуваат некои одредени системски промени, кои се генерално знаците кои што укажуваат дека може да постои рак на дојка? Симптоматологија? Па, симптоматологијата, најчесто, за жал, претежно жената која ќе дојде на преглед може би пипнала нешто, некоја тумефакција, некое грудче. Сега, тие симптоми ги виделиме на локални, регионални и системски. Затоа што локално може промена на самата дојка, црвенило, вовлекување на кожа, вовлекување на брадавичка, исцедок од дојката. Тие се локални и, како што кажав, да се пипне некоја тумефакција, што за жал некојаш не значи тоа, може да бидат и непалпабилни тумефакциите, односно лошата работа да не се пипа, али овие работи, црвенило, вовлекување на кожа, промена на кожа, исцедок се едни од битните симптоми кои секоја жена треба да обрати внимание на секоја промена на својата дојка. Потоа имаме регионални, во аксила, во пазува, претежно во близината, дава промени, која ни дава уште еден знак, која е болно осетлива, која се опиплива и на крајот системските подалечни метастази, кои даваат во другите органи, најчесто, мислам, метастазите, карциномот на дојка, дава во коските, потоа може и на црн дроб, мислам на джигерот, на црниот дроб, али претежно на коските главнината на метастази.
Сега лоша ситуација што докторе најчесто пациентките се јавуваат на преглед дури откако ќе напипат јазолче во пределот на градата, меѓутоа познато е дека за да дојде големината на 1 сантиметар од тоа јазолче поминуваат веќе 6 до 8 години, чинам беше. Тоа е веќе долг период, така? Да. Па видете, значи проблемот тука е кај самата жена. Значи треба да се прави само преглед. Како што напоменав, може да се деси да не се пипаат, значи имаме и непалпабилни тумефакции. Али сепак, значи првото без разлика какво било грудче, значи пипање или промена во дојката, добро е, значи жената да се јави на преглед. Дали било на ехо, дали било мамографија, али важно секоја промена, значи добро да се јави кај доктор, дали гинеколог, претоа што се знае, значи тоа е стручност на нас радиолозите, значи добро е да се јави на преглед. Кога го напоменавте само прегледот, точно, само прегледот значи еден од првите би рекле превентивни методи кои што би можеле само иницијативно да ги превземеме. Препорачливо е нели да се прави од 5-тиот до 10-тиот ден после менструалниот циклус, меѓутоа на колкави интервали, колкава зачестено, значи колку пати е препорачливо и доволно да се изведува за да бидат заштитени на некој начин. Па да, само преглед од 5 до 10 ден и тоа е добро значи во исти ден. Во исти ден, значи еднаш месечно да се направи еден само преглед, да се застане пред огледало, да се види дојката, дали е променета, како стои, значи дали има нешто промена во кожа. Значи тоа е битната работа. Од 5 до 10 ден, али еден исти ден, значи во месечниот интервал. Така, и тоа е доволно за почеток. Да, за почеток, да. За почеток. Она што понатака треба да се превземе на соодветна инстанца, ќе продолжиме во вториот блок од нашиот разговор. Доктор Даскаловски, покануваме гледачите да останат и во продолжение. Зборуваме со доктор Жарко Даскаловски, специјалист по радиодиагностика, представник на Здравствениот дом од Вевчани. Мамографските прегледи кои што се изведуваат од месецот ноември од минатата година, значи стојат на располагање за нашите охриѓанки. На почеток од нашиот разговор со доктор Даскаловски објаснавме што представува всушност карциномот на дојка, за жал втор причинител за смртност и сериозноста на статистичките податоци кои што постојано бележат рапидно зголемување на дијагностицираните случаи на жени заболени од рак на дојка, се доволна причина да останете во продолжение во вториот блок од Медика Инфо Плюс со третманот на мамографија. Сега ве оставаме со прилогот кој што доаѓа од нашите генерални спонзори, Стоматолошкиот центар доктор Батковски од Охрид, кој што се вклучува исто така во кампањата за подобрување на здравствената состојба. И ако здравјето доаѓа од устата, токму вистинската инстанца да се погрижите за здравјето на вашите заби, значи Стоматолошки центар доктор Батковски прилогот оттаму, а веднаш потоа и палетата на производи од здрава храна, Биокосмос продавниците и уште една интересна палета на производи. Останете со нас. Во стоматологијата, идентично со останатите медицински дисциплини, диагностиката е една од главните алки за доаѓање до адекватен третман и излекување. Секој добар терапевт мора да даде акцент на правилната диагноза и од која што понатаму зависи исходот нормално од третманот и излекување на заболувањата и тука веќе може и да зборуваме за превенција на заболувањата, доколку таа диагноза е направена во рана фаза на заболувањето, односно во рана фаза во случајов на нашиот домен на работа, односно кариозните заболувања. Во тој контекст е и денешнава презентација на една нова, но би рекла револуционерна алатка во стоматологијата, особено во делот на диагностицирањето. Тоа е една нова интраорална камера, диагнокам на Каво. Каво диагнокамерата е нова направа за идентификација на раните кариозни лезии. Всушност, оваа камера ги идентифицира сите кариозни лезии, поголемите, меѓутоа е значајна затоа што може, како што викаме, невидливото да го направи видливо. Оние кариеси кои што се наоѓаат на страничните делови на забите, кои што се наоѓаат под пломби, кариеси кои што не се видливи со голо око, дури некои
од нив не се видливи нити на рентген, затоа што на рентген имаме известно преклопување на страничните делови на зъбите и овие мали кариеси се буквално видливи во овој момент само со оваа интраорална камера. Кај оваа камера се користи дифоти технологијата. Тоа е Digital Imaging Fiber Optic Translumination, односно тоа значи дека зъбот како една структура може да ја пропушта светлината. Камерата има свој извор на светлина и зракот поминува низ зъбот си ја трансмитира светлината, а од другата страна имаме камера која што го слика моментот, односно ја прима таа светлина и прави слика која што понатаму ја пренесува на монитор. Како што кажав, зъбните структури, здравите зъбни структури се трансмитери на светлината, меѓутоа оние дефекти на зъбот, пукнатини, фисури, кариесот се малце поинакви структури кои што ја одбиваат светлината и затоа дава на мониторот се прави разлика помеѓу здраво и заболено ткиво, зъбно ткиво и интересно е што во 99% големината на кариесот која што ќе ја добиеме на мониторот одговара на реалната големина на кариесот која што го отвараме понатаму. Оваа постапка може да се повторува онолку пати колку што е потребно, затоа што нема никакво штетно зрачење во емитирањето на овие дифоти, како што кажав. Како и да е, рентген диагностиката е неопходна и е примарна, меѓутоа оваа нова камера, која што, како што кажав, е револуција, е едно идеално надополнување на рентген диагностиката, особено може да го користиме кај бремени жени и деца, каде што изложувањето на штетните X зраци треба да биде ограничено. Накратко, која е вашата корист од оваа камера? Најпрво, идентификација на кариес без X штетните зраци. Идентификација на мали кариеси, невидливи со други диагностички методи. Идентификација на кариеси под стари полнења, кои што исто така не се видливи на други диагностички методи. Јасен мониторинг, јасни слики кои што секој може да ги разбере и да види која е неговата состојба, можност да добиете третман на модерната минимално инвазивна стоматологија. Ова е важно за овие рани кариеси, затоа што малите кариеси и малите оштетувања на зъбот може да се лечат, односно може да се превенираат или да се лекуваат со минимално инвазивни стоматолошки методи, како што е микроабразијата, чистење на кариес само со ултразвук и без болка, и сето тоа, како што кажав, ќе зависи од вашата ажурност и од вашите редовни контролни прегледи. Според многумина веќе во светот стоматолози, секоја клиника која што е свртена кон иднината треба да поседува една ваква револуционерна алатка. Поздрав до гледачите на ТВМ телевизија и поздрав до сите гледачи на Инфомедика Плюс емисијата и на колешката Ирена Трајковска. Дојдовме до делот каде што малку подетално зборуваме за здравиот начин на живење, поточно за здравата исхрана, светот на здравата храна, продавницата на Биокосмос во нашиот град и уште два нови екзотични производи за кои што денес ќе зборуваме. Меѓутоа јас многу не сум запознаен, ќе ни открие нешто повеќе нашата соговорничка Надица, зашто станува збор, од каде доаѓаат овие производи и зашто всушност треба да ги конзумираме. Здраво, Надица, добре дојде во Инфомедика Плюс емисијата. Ќе ни го откриеш зашто станува збор, многу интересни имиња, многу интересни земји на потекло. Овие два производи представуваат графчина, кој што е нашиот граф, но
посебен изглед имаат и посебен вкус. Азуки граф и мунго граво, тие двете... Како беше мешумкасти производи? Производи тие потекнуваат од индонезискиот Да, Индија, Кина. Индија, Кина, од тој предел таму потекнуваат. Тие во себе содржат заедно и двата имаат висок процент на протеини, растителни влакна, од витамините, азуки гравот од витамините кои што ги содржи витаминот А, B5 и B11 витаминот, а од минералите ги содржи магнезиум, цинк, манган и натриум. Овој граф многу е познат во алтернативата како голем детоксификатор, значи прочистувач поради тоа што има во себе многу голем процент на растителни влакна и поради тоа доаѓа до детоксификација на самиот организам. Исто така мунго гравот, азуки гравот може да се користи во исхраната, значи како исто како што го правиме гравчето, нашето гравче може да се користи тоа, а во алтернативата го користат за многу работи во алтернативната медицина и тоа можеме да спомениме дека се прави паста од азуки грав кој помага за чиреви. Значи има фактички и она козметички момент што се користи за надворешна употреба. За надворешна употреба помага за повлекување на оние инфекции на кожа, екземи. Да, екземи. Рецептата за тоа е да се сомели самото зрно, помешано со малку вода и мед, се нанесува на кожата да постои малку, значи неколку минути, 2 до 3 минути се отстранува. Исто така помага во менструалниот циклус. Например, продолжен уствари менструален циклус се препорачува да се јадат 5 зрна во теков на денов за намалување, значи го сопира крварењето кај им прави нешто на капиларите. Да, стегање на капиларите во себе што ги содржат тие витамини, минерали, доаѓа до сето тоа. Исто така може да се препорача и кај доилките, добро е сок, значи размер 1:5 од овој граф. Тоа е мунго гравот, исто во себе содржи многу витамини и минерали, но најповеќе го има витаминот С, железото, а од минералите манганот, цинкот, бакар, тие што се многу битни, натриум има малку и за холестеролот, мислам холестерол нема во него, не содржи холестерол. И исто така може во алтернативата и овој го користат, значи порано се користеле во алтернатива, вовде кај нас многу малку се познати овие гравови мунго и азуки грав, па сега да им ги објасниме на гледачите за да може да се запознаат и да почнат да ги користат за да може да ги користат. Мунго гравот исто така помага за намалување на холестеролот, затоа што тој го висок процент на растителни влакна со мешавина на вода доаѓа до прочистување на капиларите, на повторно тука имаме оној момент на детоксификација. Детоксификација и тоа е добар извор на детоксификатор. Исто така добар е за диабетичарите поради тоа што има мал низогликемиски индекс, може да го конзумираат диабетичарите. Може да се во менопауза, оние симптоми кои што ги добиваат жените, може да ги со 12-дневно користење на мунго граво доаѓа до намалување на тие меносимптоми, кои што се и тоа е тоа што може да се каже за овие гравови. Така, начин на приготвување како гравчето, размерот 1:5 беше. Да. И за двата видови важи? Не, сокот 1:5. Така, а за варењето? 1:5, а варењето како и обичниот грав, значи колку ќе ставиш. И потоа може и во салати да се користи. Да, исто така може да се користи во салати, може да се користи и во мешавина со ори, со грашак, значи секоја мешавина која што правиме ние овде може и со гравчината да се користи. Надворешна употреба. Да. Ето, почитувани гледачи, се надевам дека се информиравте малку повеќе за овие два интересни нови производи кои што можете да ги пронајдете во продавницата на Биокосмос, светот на здравата храна. Ќе се видиме во наредната прилика, во наредното издание на Инфомедика Плюс емисијата со некои нови интересни производи кои што ги има тука во продавницата на Биокосмос. Сакувам пријатен ден.
Повторно сме во Медика Инфо Плюс и мојот гостин доктор Жарко Даскаловски. Докторе, како што кажавме од минатиот ноември, неслучајно го повторуваме ова како податок за сите кои што можеби не се информира. Стои на располагање во Општата болница во Охрид мамограф. Ултразвучна мамографија како единствена неинвазивна метода преку која што се прави скрининг за рак на дојка кај сите жени на возраст од 20 до 70 години. Тоа е она што можеме да го понудиме за како превентиван или сигурно за пациентките од Охрид. Да, веќе во четврти месец јас доаѓам после пладне, значи има термини кои се објавени на мој термин, 4 дена, понеделник, вторник, четврток и петок, од 14:30 до 19:30, тоа се термини објавени и би апелирал, значи, до сите кои не дошле на преглед да дојдат во Општата болница во Охрид, има современ мамограф. Јас доаѓам, пошто ево веќе работам таа проблематика долги години. И еден апел до сите кои досега не дошле да победат и на ехо и на мамографија во Општата болница во Охрид. Напоменав возраст кај жени од 20 до 70 години. Кај младата популација или заради составот на ткивото на дојката препорачлива е ултразвучна процедура, меѓутоа за оние повозрастните скрининг методата на мамограф. Да, значи претежно до 40-та година се практикува ехото, ултразвукот, бидејќи тоа е густ жлезден паренхим, ехото има тука предност, затоа што рентгенот веќе тука има голема абсорбција на рентген зраци и ефектот е многу помал во однос на тие што се над 40 години. Ехо до 40 години, над 40 ехо и мамографија задолжително. Сега со исклучок како, значи имаме индикации и кај помлади особи може да се направи мамографија ако со ултразвукот видиме или со прегледот видиме дека има нешто, некоја сумлива тумефакција, некое сумливо брутче, можеме да направиме и мамографија, но сепак до 40 ултразвук, над 40 и ехо и мамографија. Доктор Даскаловски, значи мамографијата е диагностичка метода со која што се исклучува или за жал се потврдува промена на дојката. После тоа, нели, третманот е секоја сомнителна промена, се верифицира со цитопункција, со што, нели, бројот на непотребни биопсии би се намалил. Тоа е, нели, заложбата. Да. Претежно лошите работи на мамограмите, односно со правење на еден мамографски преглед, се прикажува на мамографски нејасна, зракаста, стелатна сенка која не упатува, пациентите да ги упатиме на дополнително ниво, односно да се направи специјална биопсија, односно да се потврди мислењето на радиологот со таа неправилна зракаста сенка дека се работи за лоша работа, дека се работи за карцином, со тоа што кога ќе се потврди и хистопатолошки, веќе пациентите се праќаат на хирург за понатамошен третман, со тоа што треба да се оди на оперативен третман, односно да се отстрани таа лоша работа, односно карциномот. Извесен број од тие карциноми може да се потврдат со мамографскиот преглед, меѓутоа постојат 10 до 25% палпабилни карциноми на дојка кои што не може да се видат за жал мамографски, затоа постојат соодветни маркери, така тумор маркери. Да, значи некогаш тоа не може да се види. Сепак постојат тие маркери кои ни даваат, односно ни укажуваат дека нешто се дешава во организмот, дека се дешава кај пациентот, бидејќи тие имаат некоја нормална граница, а со секоја покачување на таа нормална граница, сепак ни дава значење да одворниме поголемо внимание и да видиме што се дешава кај тие пациенти. Бидејќи се зголемува, мислам, границата, односно тие маркери се значително повисоки од нормалните. Тоа е она што иницирана промена е сега за прогноза и лекување на ракот на дојка, освен хистопатолошката слика, важно е нели да се знае клиничкиот степен на проширеност на туморот, нели, и се разбира и класификацијата за понатака соодветен третман да би можело да се превземе, не? Да, сепак многу битно е да видиме до кој степен е карцином. Значи, како што напоменав, ако е само ако е само на локално, само во дојката, сепак шансите се доста поголеми, за преживување и за добар третман. Ако имаме локално, регионално, во аксила, сепак е тука
ситуацијата малку посложена и на крај, како што рековме, и систематски, ако веќе пуштил метастази, е многу потешко. Но сепак, во однос на лекувањето, доста има успешен третман, бидејќи покрај оперативниот дел, значи се останува она лошо ткиво што е заболено, се оди на дополнителна терапија. Тоа зависи, значи, од градусот, како што реков, и од степенот и расширеноста на карциномот, на хемотерапија, на зрачна терапија или комбинирано и едно и друго, зависно, значи, од степенот и на заболеност, односно проширеност на ракот на дојката. Но сепак најважно, докторе, редовните лекарски контроли да бидат во соодветен третман, за да може рано да се открие или да се диагностицира било каква промена, или со тоа се зголемуваат и шансите за успешен третман. Што побрзо диагностицирано, тоа повеќе третманот така. Диагностицирано, поголеми се шансите за добар третман кај пациентите и за, значи, подолг живот, односно и на крај крајава има случаи каде што има и излекување после 5-та година веќе, значи повеќе после еден третман. Сепак е доста битно навремено доаѓање на преглед кај доктор. Сега лекувањето го напоменавте, значи го прецизирате врз основа на сите тие собрани параметри од испитувањата кои што ќе следат после мамографскиот диагностички третман. Кои пациентки се подложуваат на операција, доктори, дополнително лекување како нели хемотерапија, имаме хормонална терапија тука или радиација понатаму? Обавезно, значи после хируршкиот захват, зависно одлучува хирургот сега, дали ќе направи квадректомија, ќе острани само дел од дојката, или ќе направи комплетна мастектомија. И анализата, значи хистопатолошката анализа ни е доста битна, за да може после онкологот да одреди терапија. Дали ќе биде само хемотерапија, дали ќе биде хемотерапија израчна или хормонска терапија, тоа се утврдува после земањето, значи, на примероците и на после оперативниот дел со хистопатолошка анализа. Низ разговорот дадовте еден интересен податок кој што би сакала повторно да го потенцирам, дека за дефинитивно излекувана пациентка се вели она на која што изминале 5 години од првичното поставување на диагнозата. Да. Така, тоа е веќе излекувана пациентка. Да, пациентка, значи имаме пациентки кои веќе 12-15 години кои доаѓаат на контроли, али после 5-та година веќе се зема во предвид дека таа е излечена, што не случува, значи има ретки случаи каде што може да има и рецидив, али после 5-та година сепак се рачува дека тоа е излечена пациентка. На самиот крај, докторе, би заклучиле дека, значи, редовната самоконтрола, редовните ултразвучни прегледи, исто така и мамографските прегледи, значително ја намалуваат смртноста од рак на дојка со навремената диагностика и нели соодветното време за адекватен третман на ова заболување. Не е толку сериозно доколку биде навремено откриена. Да, сепак, значи, само прегледите и чести контроли, ако не на 6 месеци, барем еднаш во годината, макар што ултразвучните прегледи можете на 6 месеци да се прават. Мамографија зависно од возраста на 2 до 3 години, на годишно ниво, тоа сепак е доста битно самите пациенти, односно женската популација, да се јави на преглед и да се јави на преглед заради своето здравје, заради своја превентива. Сепак би требало да се грижиме за нашето здравје и сериозно да сватиме ова. Да се свати сериозно, сепак тоа е едно навистина доста често заболување кај женската популација. Сега споменавме дека од ноември имаме мамограф во општата болница во Охрид. Веќе кажавте дека прегледите може да се изведуваат и преку мој термин. Значи тоа е дополнително олеснување за пациентките. Ја објаснавме процедурата дека не е толку фрапантна, можеби доколку е непознаница за пациентките кои што од причината страв не доаѓаат. Не би рекла дека од исходот, затоа што каков и да е, дали позитивен или негативен, мора да се знае од оваа процедура. Меѓутоа, каков е вашиот впечаток? Дали имате работа? Па, работа има. Има доста термини да се пополнети. И ме радува што доста, па ево сега можем да кажеме една бројка која од 600 пациенти кои се прегледани од ноември до денешниот ден. Ме радува тоа што по 50% од прегледаните пациентки кои дошле се прв пат. Значи, прв пат доаѓаат, слушнале дали преку
некои комши, Нека препорака, пријатели, така. ова, али многу е битно, значи сепак 50% се нови пациенти. Ајде другите 50 на контрола или друго, али битно е дека сепак значи се јавуваат и сега ево покрај ова после ова емисија апелираме и другите што не дошле, не е тоа никаква фама, не е никаков страф. Добро е да се направи еден мамографски преглед за свое здравје. Кажувате голема бројка, радува тоа што само свеста е зголемена, значи тоа испаѓа некаде од прилика по 40 на пациенти, многу голема бројка. Се надевам дека имате и волја и време да ја обслужите. И неслучајно на сета таа збиена агенда одвоивте време да бидете дел гостин во нашата емисија. Тоа дава на срдечноста на благотворноста на професијата која што ја водите и ви благодарам уште еднаш особено што издвоивте време да бидете дел од Медика Инфо Плюс. Ви благодарам и вас. Све најдобро. Така и се надеваме дека ќе имате следниот пат кога ќе дојдете што помали бројки на пациентки кои што ќе доаѓаат заради потреба, а многу повеќе за превентива и контрола. Да, работат да си работа, јас се работам со љубов. Значи ги апелирам пева уште еднаш сите што не дошли на мамографски преглед дека дојдат. Значи јас ја сакам мојата работа, мојата професија. Мислам дека и пациентите се задоволни од мене. Еден поздрав до сите. Так. И све најдобро. Благодарам и јас и задоволство ми беше што имав одличен соговорник кој што едноставно разговоров течеше буквално организирано во еден здив го направивме, објаснавме толку многу работи, упативме на сериозноста на ова заболување, не заплашивме докторе, но релаксиравме и охрабривме, се надевам да сите оние жени кои што не дошле на мамографски преглед да се упатат во општата болница во Охрид, да го направат тој преглед и конечно на дилема дали постои да се разбие сомневањето, значи дали постои рак на карцином на дојка или не, да биде потврдено или негирано. Така. Па ова емисија, мислам, ние апелираме превентивно, значи никаков страх од тоа лошото. Значи сите да дојдат дека ќе биде добро. Како еден вообичаен, рутински, нормален превентивен преглед. Благодарам доктор Даскаловски. Благодарам и на вас. Мој денешен гостин, специјалистот по радиодиагностика доктор Жарко Даскаловски, представник на Здравствениот дом од Вевчани. Особено задоволство е што не одостои со неговото присуство во Медика Инфо Плюс. Уште една извонредна емисија позади нас, се надевам барем според задоволството кое што го имам јас и чувството на самиот крај од нашиот разговор денеска, се надевам дека таа позитивна мисла ја упативме до сите вас, кон кои што упативме и апел своевремено да се упатите на мамографски преглед за сета таа целна популација жени од 20 до 70 години, особено оние над 40-тата, обавезен задолжителен мамографски преглед на располагање ни стои мамографот во општата болница во Охрид и преку мој термин да закажеме веќе термини да ја дознаеме вистината и се разбира да задоволиме сето она што како потреба да бидеме позитивно исполнети од нашето безпрекорно здравје, да го имаме со таа позитивна диагностика која што би имале. Се надевам дека се грижиме за нашето здравје, затоа што може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите секи биде ништо. Пријатна вечер и секој добро.